Покрај тоа што тие се оградуваат, нели, треба да се запраша и да си признае на себе дека има некоја политичка одговорност за целата оваа ситуација во последните 2 месеци. Она што беше пласирано како една голема, да ја кажам, не идеологија, не знам дори никако да ја наречам, хипотеза, што би било кога би било, па времето е пред нас и времето ќе покаже. ВМРО-ДПМН има 51 пратеник, не успеа да направи влада по логика на нештата и го препушта местото на втората партија. Така е секаде во демократскиот свет. Дали тоа мене, на вас или на некој му се допаѓа или не, тоа е суровата вистина, бројката. Демократијата е математичка операција. Непоимлива ми е мислата некој човек да го убиете само заради тоа што мисли погрешно од вас, без при тоа тој уште ништо да не ви направи, односно да биде повод така наречената тиранска платформа, која што е основа за разговарање. Во оваа држава се уште е табу да разговарате за одредени теми, па макар тие ви одговарале или не. А војната не е веќе начин за решавање на одредени прашања на Балканот. Дел исто така членови од вашата партија се длабоко загрижени за она што се случува во ВМРО-ДПМН. Дури имаше и изјави од поранешниот лидер на партијата Љупчо Георгиевски дека ВМРО-ДПМН веќе не е партија која што го држи оној идеолошки пат и дека можеби треба некоја реорганизирање и враќање на партијата на правата идеологија. ВМРО-ДПМН е формирана како партија која што почива на демохристијански принципи, партија која што претежно членуваат верници без оглед на тоа на која религија припаѓаат и токму заради тоа што таму честноста, отвореноста, желбата за нови идеи, подобрување и благосостојба на народот се основните принципи на кои што почиваат тие сите народни или популистички партии на кои што припаѓа и ВМРО-ДПМН. Токму заради тоа што тие сестрински партии на ВМРО-ДПМН многу вложија во оваа ВМРО-ДПМН, многу голем кадар изработија, пред се мислам на фондацијата Конрад Аденауер и тука имаме големо, да не кажам заостанување, туку одстапување од изворните принципи на кои што почиваат овие партии. Тука во тој дел треба да се направи голема реорганизација. А во однос на поставеноста на кадарот на ВМРО-ДПМН, почнувајќи нели од лидерот на партијата Никола Груевски па и до другото останато членство на Значи, ВМРО-ДПМН од секогаш била високо централизирана партија. Не е тоа само од сега, од секогаш било. Меѓутоа, во периодот кога се формираше ВМРО, постоја и подпредседатели, па секој можеби имаше свое крило, како впрочем и во сите партии. Секој имаше свое крило, своји приврзеници. Лидерот ја анализираше состојбата на тоа што се случува и се приклучуваше кон мнозинството. Тоа можам да го кажам, бидејќи сум учествувала во многу дебати во партиски, на централен комитет и се, не сум била член на извршниот орган на ВМРО-ДПМН, меѓутоа секогаш постоеле такви мотиви. И секогаш постоеле луѓе кои што можеле да го кажат своето мислење, сметајќи дека позади нив има и други луѓе кои што исто така мислат. Така да тоа била една регуларна партиска борба, би ја нарекла, без официјални фракции. Меѓутоа, она што во моментот е статутарно во ВМРО-ДПМН, ВМРО-ДПМН е буквално централизирана партија во која што лидерот го одредува извршниот комитет, веројатно и централниот комитет, во која што улогата на местните комитети и на општинските организации е толку минимизирана што seedno е кој ќе биде на тие места. Токму заради тоа ние немаме друг лидерски капацитет. Луѓето стануваат едноставно наместо да почитуваат одредена политика на партијата, лојалноста кон партијата ја изначуваат со подаништво. Тоа веќе тој знак на равенство веќе значи непостоење на личности, непостоење на лидерски капацитет, па ако сакате веќе и непостоење на политика. Што мислите, дали Никола Груевски би дал оставка? Дел од последиците на се ова што го прави господинот Груевски, дури по него наречени специјален правец груевизам, тоа е голем настан за историја на секоја држава, вклучително и Македонија. Треба да навистина да бидете способен човек за да некој го крсти правецот на вашето владење, так? Меѓутоа, тоа носи автократија, носи и период кога вие веќе не сте реални за тоа што го се поставувате во улога на полудиктатори или диктатори. Тоа веќе не е добро. Самиот човек тешко дека ќе биде свесен за таквите нешта, бидејќи си ги се гледа, можеби човечки е така да размислува, меѓутоа очекувам да луѓе околу него, кои што му се пријатели, кои што му се блиски, во самото тоа што ќе му обрнат внимание дека некогаш е човек подобро да се повлече, па да ги види работите од страна, па ако има период на враќање, ако ве побара народот, ќе си се вратите. Меѓутоа, подобро да бидете самиот да се тргнете отколку тоа да биде на еден непопуларен начин да ја влечете партијата и државата и сите ваши приврзеници.
Постои ли можност и колкави се шансите старото членство на ВМРО-ДПМНЕ повторно да се активира? Тука мислам на вас, на другите членови од поранешната ВМРО-ДПМНЕ и под кои околности? Некое освојување од страна на ВМРО-ДПМНЕ на некои други партии е невозможна мисија. Тоа треба да се случи во самото ВМРО. Ако господинот Груевски си ги согледа грешките на своето владење, посебно во овие 4 години, што и како се слушаше, ако уште еднаш се преслушаат бомбите и ако се докаже, ако тие не негираат дека сето тоа што се зборува е автентично и точно, тогаш можеби навистина сами треба да застанат и да кажат дајте да видиме што ќе се случи со една волку голема партија, и да не заборавиме ВМРО-ДПМНЕ е најголемата партија во Македонија, со најголем број на пратеници, со голем број на следбеници, со голем број на луѓе кои што веруваат во него и ќе направат реорганизација во која што едноставно ќе повикаат на сите луѓе кои што сакаат да помогнат, се разбира дека тоа мора, вие институциите ги прават луѓето, не е самата институција како институција значена, ниту зградата направена на ВМРО-ДПМНЕ, ако не постои соодветно членство, тоа е ништо.